купците и трговците се заебење. Тие доста ве вози СДС кој Пачеко кривина 7 години не возеше протести кои организирани. Тоа пред оние продавници не пиша микроталасни продаваат клими и телевизори. А тоа у микроталасните што се става е скупо. Затоа викав, исичете ги трговците и прекупците на време, Сабијата и Хасан Сече направите им. Оти ова е стварно неподносливо, сите збориме кој ќе седнеме на тема скапоти и ово она. 100 пати сум рекол, не сме Норвешка. Не може кој ќе седнеш у кафана поевтино да биде ако седнеш у норвешки некој ланч бар, него тука у некоја кафана или мамо тамо. Значи, едноставно нема логика више ова, што сакаат си прават, како сакаат цени се од рукав си ставаат цени. Па уште овие па се активирале СДС, они би да не ебат, 7 години не ебе и се вие ги им влагате у положение, уште малку да бе поебат, пошто изгледа не би беше доста 7 години како не прцаа, така? Значи, зебете работа. Тие више не се заверујани, не знаат шо прават. А да, сум им кажал и на владава на ВМРО ДПМН, не можеш со трговци или прекупци очигледно со фино, со почек, ај сега полека цени веќе ги намалиме малце, па после не знам шо, па производи веќе што се намали. Петер ги поскапеа. А и што ги поскапеа, него више кога ќе седнеш вака у кафана ти сечат на грамажа, ти сечат лудница, а цениве до небо. Така што не паѓете на ефтини провокации, они мораат да си најдат работа, Филипчи, ова екипава предавничка. А да, дека треба, дека е многу скапо е и стварно треба радикални мерки. Шо ги вртите бе, пазарна економија била, не може пазарна економија некој од рука да ти става цени како сака и народов да го принудуе, ќе гледаш договорени се сите у Синџер какви цени да поставуваат. Не можете од народов да крадете, ова на трговците се однесува и на овие на прекупците. Не можете едноставно. И ако имам секој малце од нас, како да ви кажам, малце самосвест, го мисли истото ова, затоа што фактички истите болки ги поминуваме, исто трпиме сите, под джеп не маваат, за они да се богатат ко зрачени. За последниве 5 години од кога почна короната, не знам ни више нијакова почна 2000, која беше година таму. Милионери стана. Ама затоа битно ние кротки, ќе си плаќаме за туѓите курназлаци. Не може така. Затоа уште еднаш апелирам до владата да ги стават под контрола тие говеда алчни. Еднаш кажав, пак ќе кажам. Цените не може да бидат мали и големи. Алчноста е голема. Цените се знаат колку се, колку може да се набават, колку ова, колку она. Се знае дека може многу лесно да се направи и да бидат многу поевтини, ама алчноста е голема и тука треба да има некој регулатор кој што ќе им каже, ќе ги стаи на местото кај што го заслужуваат, да не паламудат многу, да не се куропецаат. Така што мислам дека треба сите да бидеме едногласни за оваа работа, затоа што се однесува на сите нас. Затоа, пак ќе кажам, ова мора да се доведе до контрола, под контрола. Стварно нема никаков резон нема. Никаков. Ова е само плячка, кражба, ништо друго. Кој да го сака нека ме свати. Ова е еден вид, како да ви кажам, ова е профитерство, немам друг збор. Не може другачие да се дефинира ова што ни го прават. Затоа засукајте рукави, не знам што ќе смислите
владата, изплескајте ги по гзето добро, и дај поведете ред да престане ова малтретирање на потрошувачите од страна на трговците на прекупците. Вие СДС, што би рекол колегата Кили, можете се јебете. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.